Денес се навршуваат 79 години од зверското убиство на народниот херој Страшо Пинџур. На народниот херој Страшо Пинџур му припаѓа видно место меѓу истакнатите револуционери и раководители на борбата на македонскиот народ за национална и социјална слобода во периодот меѓу двете светски војни, ослободителната војна и револуцијата. Неговата личност е длабоко вткаена во напредното студентско движење и ослободителната војна на македонскиот народ, што неговото име е неизбришливо врежано не само во пишаната историја, туку и во свеста на нашиот човек. Страшо Пинџур роден е на 5 март 1915 година во Струмица, каде што неговиот татко работи како учител. Потекнува од револуционерно семејство Пинџурови од Ваташа. Неговиот татко Димитар и баба му Наста се активни учесници во Илинденското востание, така да Страшо, уште мал, ја почувствувал големата љубов кон татковината. Димитар Пинџуров загинал во близина на Криволак во 1915 година за време на Првата светска војна. Единствена хранителка и воспитувачка станала неговата баба Наца, на која ќе ја остане приврзан до крајот на својот живот. Страшо по природа бил тивок и повлечен. Основно образование завршил во Ваташа, а нижа 4-класна гимназија во Кавадарци. По укинувањето на голем број гимназии во Македонија во 1929 година, Страшо Пинџур, како дете нападнат борец, своето образование го продолжил во Србија, каде биле отворени специјални интернати за македонските ученици. 4 и 5 клас ги завршува во Горни Милановац и Неготин крајина, а останатите во Крагуевац. Во Крагуевачката гимназија се изградува како напреден младенец и револуционер. Тука започнал да го пишува својот дневник во 1933 година. Покрај другото, тој ќе напише: "Јас со големо ќе умрам млад, а гробот нема да ми се знае." Ова негово предчувство и навистина се остварило. Во 1934 година станал член на СКОј. По завршувањето на гимназијата во 1935 година се запишува на правниот факултет во Белград. Како напреден студент се вклучува во Друштвото на напредните македонски студенти во Белград, кои го формираат културно-просветното друштво Вардар, а во текот на 1936 година бил избран за негов секретар. Член е и на акциониот студентски одбор. Во 1936 година станал член на Комунистичката партија на Југославија и работи во партиската ќелија со познати комунисти. Страшо Пинџур бил еден од основачите на македонското народно движење МАНАПО. Во текот на 1938 година се обидува да се префрли во Шпанија и да се бори заедно со интернационалните бригади против фашистичката диктатура на генералот Франко. Доаѓа до Прага, но не успева да фати врска и се враќа во Белград. Поради неговата голема активност и агитација меѓу студентите и работничката младина, во мај 1938 година бил уапсен од полицијата во Белград, осуден на 6 месеци и спроведен во истражниот затвор во Ада Циганлија. За време на летниот распуст во 1939 година во Кавадарци, по иницијатива на Страшо Пинџур, заедно со Ристо Михов, Ѓошо Бојаджиев и други истакнати револуционери, ја обновуваат работата на Комунистичката партија, која по 1920 година се наоѓала во илегала. Бил иницијатор за формирање на местниот комитет во Кавадарци. По завршувањето на правниот факултет во 1940 година, неговата активност како револуционер уште повеќе се зголемува. Страшо следен од полицијата, повторно е уапсен и спроводен во затворот во Ада Циганлија. Пред самата окупација на нашата земја, пуштен е на слобода. На 26 март 1941 година доаѓа во Скопје и заедно со Кузман Јосифовски Питу и Мирче Ацев учествува во демонстрациите против приклучувањето на Југославија кон Тројниот пакт. По окупацијата на Македонија се наоѓал во Скопје, каде бил назначен за инструктор на Покрајинскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија, а од септември 1941 година член е на Покрајинскиот воен штаб, кој има задача да крене восстание во Македонија против окупаторот. Страшо Пинџур бил задолжен да ја заекне партиската структура, да формира нови местни комитети и воени штабови. Во текот на 1942 година Страшо Пинџур член е на Покрајинскиот комитет, а од јуни 1942 година член е на главниот штаб на Македонија. Есента 1942 година разбија невелешкиот партизански одред Димитар Влахов. Страшо Пинџур заедно со Мирче Ацев доаѓаат во Велес да ја консолидираат работата на партиската организација. На 18 декември од бугарската полиција се фатени во куќата на Јован Митрев и биле уапсени и спроведени во областната полициска управа во Скопје. Биле подложени на невидени инквизицијски мерки со цел да ги извлечат бараните информации од нив.
На сите невидени измачувања, Мирче Ацев не проговорил ниту збор, а Страшо Пинџур одговорил: "Зверови, јас сум Страшо Пинџур, доста е тоа за вас." На 4. јануари 1943 година, на неполни 28 години, во просториите на Скопскиот областен затвор, како последица на силните измачувања од бугарските агенти, заврши животот на еден од најголемите револуционери и политички раководители на Македонија од времето на Втората светска војна. Била издадена наредба од бугарската полиција истата вечер телото на Страшо Пинџур да биде однесено во непознат правец и закопано на тајно место. До денеска не се знае каде е неговиот гроб. На планината кај Макчелан на 24 септември 1943 година бил формиран вториот баталјон во Македонија кој го добил името по големиот револуционер и борец Страшо Пинџур. За неговата активност во организирањето на македонскиот народ за борба против фашистичкиот окупатор, како и за неговото храбро и достоинствено држање во затворот, на 29 јули 1945 година Страшо Пинџур е еден од првите прогласени народни херои во Македонија и Југославија од времето на Народно-ослободителната војна и револуција 1941-1945. Нека му е вечна славата. Уживајте во најелитното фудбалско доживување Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Оил.